Здраво на сите! Денеска во нашата училница по предметот работа со компјутери и основи на програмирање се запознаваме со машинскиот дел на компјутерот. Ќе се запознаеме со нови поими, како што се хардвер, софтвер, централна единица, перифериска единица, процесорот, внатрешна меморија, влезни единици, излезни единици, надворешна меморија. Компјутерскиот систем е машина способна да работи автоматски, што значи дека ги извршува потребните операции без учество на човекот. Но човекот треба да ги обезбеди податоците и програмите според кои ќе работи компјутерот. Затоа, секој компјутер мора да има машински дел или хардвер и програмски дел или софтвер. Овие два дела действуваат заедно како целина и го сочинуваат компјутерскиот систем. Машинскиот дел е се она што можеш да го видиш или да го допреш. Од најголемите делови, што веднаш ги забележуваш, како што се куќиштето и мониторот, преку деловите вградени во куќиштето, како што е процесорот, па се до најситните делчиња и штрафчиња. Програмскиот дел се сите програми што ги извршува еден компјутер, од програми неопходни за работа на компјутерот, преку програми што ни се потребни за некоја работа, па се до програмите за забава и игра. Машинскиот дел на компјутерот е изграден од многу физички делови. Секој од тие делови има посебна функција и тие работат заедно за да може компјутерот да биде оперативен. Персоналниот компјутер најчесто се состои од куќиште или централна единица, монитор, тастатура и глувче кои ја сочинуваат основната компјутерска конфигурација. Овие делови можеш да ги видиш, но во куќиштето се сместени и некои делови што не можеш да ги видиш, а се многу значајни за компјутерот, како што се процесорот, внатрешната меморија и хард дискот. Основна задача на секој компјутер е обработка на податоци. За да може да ја извршува оваа задача, секој компјутер мора да има процесор, дел кој обработува податоци во кој се извршуваат програмски инструкции и операции, внатрешна или оперативна меморија, дел во кој се чуваат податоците и програмите додека работи компјутерот. Влезни единици, делови со кои внесуваме податоци и даваме наредби, како што се тастатура, глувче, скенер. Излезни единици, делови за прикажување на податоците, како што се монитор, печатач, така натаму. Надворешните мемории, делови каде се чуваат податоците, кога не работи компјутерот, а тоа е хард диск, дискети, CD, USB, така натаму. Процесорот и внатрешната меморија се главни делови на компјутерот и тие се сместени во централната единица која уште ја нарекуваме и куќиште. Сите други делови се поврзани со централната единица со едно име ги нарекуваме периферни единици. Централната единица куќиштето е метална кутија во која се сместени главните делови на компјутерот и таа има заштитна улога. Постојат вертикални и хоризонтални куќишта со различни облици и димензии, а има и тенки, слим куќишта. На предната страна на куќиштето имаме копчиња за вклучување и исклучување на компјутерот, светлосни индикатори и отвори за единиците за надворешните мемории. Од задната страна се наоѓаат приклучокот за струја и портите за поврзување на влезните и на излезните единици. Но да одиме поред. Матичната плоча ни зазима најголем дел во самото куќиште и е еден од најважните делови на компјутерот. Уште се нарекува и motherboard. Таа е плоча на која е сместен процесорот и внатрешната меморија. Главна задача на матичната плоча е да ги поврзе сите делови на компјутерот преку електрични патишта кои се наречени магистрали. На матичната плоча се вградуваат картички, звучна, мрежна и секој од овие картички има
специјална задача. Процесорот е мозокот на компјутерот, а тоа е всушност мал силиконски чип кој има задача да обработува податоци и да управува со работата на компјутерот. Кај персоналните компјутери го нарекуваме и микропроцесор. Главна карактеристика на процесорот е фреквенцијата која се мери во херци, односно со поголеми единици мегахерци и гигахерци, и од неа зависи брзината на компјутерот. Во текот на работата процесорот многу се загрева и бара да се лади, односно да се вгради мал ладилник наречен кулер. А најпознатите процесори, типови на процесори кои што се користат во денешните компјутери се Pentium, Celeron, Athlon и така натаму. Но да презбориме и за меморијата на компјутерот. Имаме два вида на меморија. RAM и ROM. RAM е кратенка од Read Only Memory, што значи дека од неа можеме само да читаме податоци, но не и да ги минуваме или да ги запишуваме. Податоците кои се впишани во RAM се трајни, односно не се бришат и случување на компјутерот. Додека RAM меморијата е кратенка од Random Access Memory, што значи дека од неа можеме да читаме и во неа да запишуваме податоци колку што ние сакаме. Се користи за привремено чување на податоци и на програми што се користат во моментот, што возможува тие брзо да бидат пронајдени и испратени до процесорот. Затоа се нарекува уште и работна меморија. Податоците во RAM не се трајни, тие се менуваат во текот на работата и се бришат со исклучување на компјутерот на струја. На оваа слика, што ја гледаме, ги имаме прикажано предниот и задниот дел на компјутерското куќиште. Како што можеме да забележиме, како што и претходно сето тоа го објаснивме, во задниот дел имаме приклучок за електрична мрежа, приклучок за монитор, приклучок за глувче, приклучок за микрофон, за печатач, приклучок за мрежна, компјутерска мрежа и така натаму. А на предниот дел имаме единица за компактен диск, кој вообичаено е сместено во горниот површинскиот дел на куќиштето. Дискетна единица, која што во последно време во посовремените компјутери се изфрлува, бидејќи има мал капацитет на чување на податоци, копчиња за вклучување и исклучување, копче за рестартирање на сметачот и така натаму. Да се навратиме повторно на деловите во куќиштето. Во средината ни е под број 1 матичната плоча, под број 2 ни е процесорот кој што се вградува на самата матична плоча, 3 ни е RAM меморијата, 4 ни е хард дискот, 5 ни се електронските картици, 6 ни е CD или DVD уредот и 7 ни е изворот на електрична енергија. Значи, главна цел на оваа матична плоча е сите овие делови да ги поврзе и сите компактно да ни работат. Уште можеме да кажеме дека потребен е повторно ладилник кој што се вградува врз процесорот на самата матична плоча за да овозможи температура која што нема да доведе до оштетување на процесорот од превисока температура. Почитувани ученици, се надевам дека доволно научивте од овој час, па на некој од наредните часови би се запознаеле повеќе со софтверот на компјутерскиот систем. Ви благодарам уште еднаш.